Здраво, Владимир. Здраво. Добре дојде во мојот дом. Добре најдов. Овој пат ќе направиме еден формален муабет. Не сме навикнати да правиме таков муабет, бидејќи се знаеме приватно. Меѓутоа, денеска ќе пробаме да ја доближиме твојата приказна и твојата релација Македонија-Норвешка. Прво, ти благодарам многу. Благодарам на поканата и се надам ќе направиме еден добар подкаст. Тоа воопшто не е прашање, бидејќи си ти многу добар соговорник и навистина си вешт и со начинот на говорење, а бога ми имаш и што да кажеш. Сега вака, бидејќи не можеме да зборуваме за тоа каков е твојот живот во Норвешка пред да се вратиме наназад и да кажеме како ти воопшто заврши во Норвешка. Па како почна приказната? Приказната почна 2019, искрено тоа ще пресели во Норвешка, но пред да дојдеме во Норвешка со сопругата правевме спот анализа и одлучивме, ставивме наши параметри кои се најважните според начинот на кој што треба го гледаме ние животот и една од земјите што беше на врвот беше Норвешка. Заедно со Копенхаген и Данска, така да одлучивме на крај Норвешка и за тоа дојдовме овдека без никого да познаваме, но фала му на Господ, све се одвиваше како што треба и полека се отвараа картите и се отвараа вратите и сега сме тука. Кога велиш направивме една анализа, делува поприлично дигитално сето тоа, кои беа важните вредности, што беше она што вам ви беше најважно да земјата во која што живеете да ги исполнува тие услови? Имаше многу параметри што ги поставивме, но важни параметри што беа социјалниот живот, стрес, нивото на стрес што го поседуваат норвежаните, место за иднина за фамилија и за идни поколенија. Друго беше финансиската стабилност на земјата, даноците и моралните вредности. Така да тие ни беа главни параметри што не водеа во свот анализата и така да одлучивме Норвешка беше меѓу највисоките земји. Исто така беше Нов Зеланд, морам да споменам, една од тие земји, но Нов Зеланд одлучивме дека е многу далеко и сакавме да бидеме поблиску до нашата матична земја што е Македонија и заради тоа одлучивме Норвешка. Ја спомена твојата сопруга. Да. Таа не е македонка, меѓутоа поприлично е направена македонка, говори одлично македонски. Благодарам. И е можеби повеќе македонка по одредени параметри од оние кои што се вистински родени во Македонија и го имаат тоа потекло. Точно така, значи многу сум горд на сопругата, се вика Даниела, доаѓа од Молдавија. Се запознавме во Грција, додека работевме заедно таму еден летен период. И понатака дојдовме во Скопје, живеевме неколку месеца. Она за многу брзо време искрено го совлада македонскиот јазик, што е еден од најтешките јазици за говорење. И исто така видовме дека во Скопје, например, доколку не го зборуваш македонски, ќе биде многу потешко за комуникација со луѓето во околина. И се потруди, гледавме серии, гледавме Преспав, беше многу интересно за нејзе и од таму научи македонски и сега комуницира перфектно, дури ја би рекол и може и подобро од мене. Зашто ја више почнувам да го заборавам на кај норвешкиот, на кај англискиот, а говорен јазик дома ни е македонскиот. Значи тебе ти оди паметот и на другите јазици, бидејќи се тие англискиот и норвешкиот се јазици кои што ги користиш и во општеството, меѓутоа и на работа. Така. Но ќе стигнеме до моментот работа, да се вратиме повторно на тој момент кога ви одлучувате, пакувате куферите. Така. И доаѓате тука, не познавате никој. Точно. Каде спиевте? Вака сега. После анализата ние одлучивме, чекај, окей,
чим одлучивме Норвешка, ајде сега да почнеме да истражуваме повеќе детали, мислам, од тоа како да се интегрираме во општеството. И се зашалиме во групи прво на Facebook, гледав, читавме од таму, па ми помогна неколку луѓе, ми кажаат барај fin.no, таа е главна страница за во Норвешка доколку живее некој, и на незе најдовме смештај, го букирав од Скопје директно смештајот, и моментот кога дојдовме со куферите, јас дојдов неколку дена пред незе, за да имаме спремно, например, све да биде договорено, и бевме во станот одма што го имавме најдено од. Таму спиевме некои 2,5 години и така, се отворија контакти, како што стигнавме во Норвешка, многу луѓе се понудија да помогнат. Пак би рекол, Бог ги отвара патиштата и ги наоѓа контактите, ти ги отвара вратите кога ќе го трнеш чекорот, така да. Ти како личност си поприлично, ако смеам вака да те категоризирам, меѓутоа си според мене поприлично екстровертна личност. Не ми изгледа дека ти е тешко да оствариш контакти и да бидеш во разговор со различни луѓе. Велиш, многу луѓе на почетокот ми се најдоа, бев во контакт. Дали се овие луѓе кои што сосема случајно ги запознаваш преку интернет, или се луѓе со кои што те поврзуваат од Македонија? Реално луѓето што некои ги запознавме преку интернет, но некои луѓе што преку познаници најдовме контакти и ни помогна тука во Норвешка кога се преселивме. Исто така меѓу нив имаше и албанци, што се уште до ден денес сме блиски пријатели, си честитаме празници кога има, меѓусебно се дружиме, така да нема подалба на национална база овдека и функционираме супер. Битно е дали си добар човек или лош човек. Да. Јас спомна fin.no и велиш, таа е страницата која што е многу важна, особено за луѓето кои што за прв пат доаѓаат во Норвешка. И таа е страница каде што меѓу другото може човек и да бара работа и да аплицира на работни места. Дали таков беше твојот пат до првото работно место? Не. За жал не беше таков мојот пат за првото работно место. За жал или за среќа? Па може да се каже и за среќа, заради тоа што преку Фин и кога доаѓаше подоцна разбравме дека со славско име, поготово Владимир, ако се викаш, малце норвежаните мислат дека си русин и имаат некоја верзија спрема Русија и не ги отвараат CV-ата, не ги проверуваат, но преку контакти успеав да најдам работа. И ја кога дојдов овде, прво мислев дека ќе бидам кралот на Норвешка, готов ме ставија мене, јас доаѓам и го менувам кралот. Сите врати се отвараат, познавајќи се себе си и само довербата што ја носам со себе. Но нажалост беше вистината поинаква, но сепак нема откажување. Мајндсетот победнички мора да биде присутен. И јас знаев дека во тој момент кај што сум на работното место, дека тоа не е работно место за мене и дека ќе се најдам среќата понатака. Така да убаво почнав, ми помогна многу луѓе овдека. Првото, како што спомнав, беше еден од албанците и ме вработи кај него, па подоцна ми најде работа у норвешка фирма. И почнав во таа норвешка фирма, па стигнав до некој многу високо ниво. Па да кажеме или да не рекламираме? Не, како сакаш ти, дали ќе ти платат за реклама, тоа не знам ја. Ништо, ќе видиме тоа отом потом. Работеше во Оливија, што е еден ланец ресторани. Точно, прво започнав со носење на тањери, бидејќи не зборував јазик, и работата ми беше да носам тањери од кујна до маса. Ја викав, дали е можно да ме плаќаат за оваа работа, да однесеш 2 тањера у раки и да им кажеш на луѓето пријатно јади. Но покрај патот и ја си правев муабети со луѓето што доаѓа и како тргна почна да ме унапредуваат во ресторанот и подоцна гледав ја какви грешки може да се кажат или колку ресторанот губи пари поради тоа што не работи домаќински.
ако можам така на тој Што начин може да го да кажам. се унапреди? Тоа може да се унапреди и процесите им ги напишав и разговарав со директорите на фирмата и ги прифатија. После тоа ме викна мене во канцеларијата и подоцна ми дада позиција sales менеджер и работев за цела фирма. Отваравме нови ресторани низ Скандинавија, значи бев на отварање у Стокхолм, у Хелсинки, у Гетеборг, во низ цела Норвешка исто се ширеше фирмата. И дојде моментот каде што се отвори можност да работам во Microsoft и моментално сум вработен таму. Ти имаш искуство во услужната дејност, можеби затоа беше првиот чекор на работниот на пазарот на труд во Норвешка во истата таа дејност. Меѓутоа сега работиш нешто што баш и нема никаква врска со услужната Вака, услужната дејност ја искрено не сум работел никогаш во ресторан. Ја не знаев 3 тањера да носам на рака, пошто ме учеа таму, ми паѓаат тањерите по 2 толку, лева и десна, и немаше друг начин. Па немаме 3 раце. Така, но као што ќе те научат, ќе почнеш да носиш и 5, можеш да носиш и 6 одеднаш, но тука ги учев работите. Ако се навратиме, например, јас имам работено на рецепција во Холидин кога бев млад. На 18 години започнав таму да работам и работев едно 4 години. И немав никаква, точно е дека услужна дејност, но најголемата школа во животот може да се каже дека ми била таа. Затоа што таму доаѓа луѓе од председатели на земји, до генерали, до секако вид на бизнисмени. И уствари тоа е тоа што мајндсетот мене, ако се навратам назад, е што ми покажа дека Македонија е многу мал пазар, прва работа, втора работа дека има и живот надвор од Македонија повеќе. И така да тоа беше моето искуство во услужната дејност, но најважната работа што ја научив од таму е дека не знам, не постои. Не знам и не можам, не постои. Тоа е најважното и истото било каде да го примениш е најважна работа во животот. Сега работиш во Microsoft. Ајде да начнеме како ти изгледа работниот ден. Што конкретно работиш? Добро, ајде дали да ги отворам скроз картите или да бидам политички коректен на работата. Вака, Microsoft сите знаеме која компанија и сите знаеме дека работите во Microsoft се работи што цело време компанијата пробува да унапредува процеси, да се грижи повеќе за well-being на луѓето. И сега како започна работниот ден, стигаме на работа, пиеме кафе, седнуваме, имаме состанок, распределуваме обврски што ќе биде. Мислам сите што работат во IT секторот го разбираат овој дел. Подоцна тоа се враќаме од обврските, се враќаме, имаме ручек заедно и така да гледаме да сработиме работата што е на дневното ниво, но дека многу е порелаксирано од други фирми и помалце стрес има, повеќе се грижат за добро битието, ако би можело да се каже некако, као well-being на македонски, како би се превело. Па, знаеш како, сите сме веќе со англискиот, така е. Тешко ние да ги преведеме сите тие зборови. И на тој начин, исто така видов можност таму во Microsoft, ме ставија да бидам амбасадор за Diversity and Inclusion за цела Норвешка, за сите дата центри. И им држам курсеви, на месечно ниво правиме митинзи, состаноци, што пробуваме да го едуцираме персоналот и така. Кој ви е работен јазик? Англискиот. Бидејќи е странска компанија и англискиот јазик помеѓу нас е матичен јазик работен за Microsoft, кај што работим. Предпоставувам дека е десетина, 20 различни националности кои што работат. Па, Microsoft како глобална компанија ги има сите националности. Не, зборувам за вашата За нашата канцеларија.
Па би рекол дека можно е, да, дека сме повеќе диверзифицирано општество на работа и да, има повеќе од 20-тина, може да се каже. И англискиот не е као јазик за комуникација, но сепак убавата работа е тоа што учиме едни од други и учиме од различни култури меѓу себе и се надградуваме меѓу себе. Си помагаме да бидеме подобри личности и да имаме поголема толеранција меѓу себе, што е многу важно за една работна атмосфера. Да. Сега, бидејќи имаш работено во Македонија, предпоставувам, делот со Македонија, не ти ја знам историјата премногу за Македонија, секогаш сме биле сконцентрирани за тоа како ни е денешницава и сме зборувале многу повеќе за каков ни е животот тука. Меѓутоа, предпоставувам дека во Македонија исто си имал повеќе работни позиции на повеќе работни места. Си работел освен во Норвешка и во Грција, спомна во еден момент. Можеш ли да направиш некоја паралела што е слично, а што е премногу различно во однос на работниот, сега не можеме да речеме работниот ден, меѓутоа односот помеѓу вработениот и подредениот, надредениот шеф? Многу е различно. Например, Македонија како од работен аспекта која видиме, јас имав 2 фирми во Македонија, која бев помлад, имав партнерска фирма со 2 партнери, подоцна го продав уделот од фирмата, отворив нова фирма што се уште работи до ден денес, фала му на Господ. И исто така имам работено во фирми кај што претежно беа хотели и рецепции, кај што хиерархијата таму е во вертикална линија, а тука е во хоризонтална линија во Норвешка и многу беше тоа како културолошки шок за мене кога дојдовме овдека, сите се на ти и никој нема почитување на вие и никој нема почитување да се притресува дека некој има директор или сите имаат право овдека во Норвешка, сите имаат право на мислење и секој мислење се зема во обзир што ќе го каже некој од вработените, зашто и најглупавото мислење за некој што би го кажал може да е најпаметната солуција и најпаметната одлука за фирмата што може да донесе во идни. И тоа беше многу голем културолошки шок ако споредиме Норвешка со Грција и со Македонија. Грција и Македонија углавном беше работа сезонска беше во Грција, каде што уживаш лето, подработаш некој саат, ги трошиш парите што ти ги заработиш. И така да е интересно искуство во Грција, но па и таму е истиот мајндсет како Балкан, како Македонија. Каде што вертикална линија, затоа има многу луѓе што ќе дојдат од Македонија во Норвешка и се судираат со менталитетот што го имаат од претходно. И тука норвежаните имаат нивни обичаи и кој ќе влезеш во селото, прати ги обичаите. Зашто во Норвешка не е дојден норвежанецот да живее во Македонија, него ние сме дојдени во Норвешка и ние треба да се прилагодиме. И можеме да бидеме успешни онолку колку што ќе се прилагодиме на околностите што ни ги дава животот. Така да многу голема разлика би ја кажал ја со Македонија. Исто така да спомнам за Јента Ловенот тука е. Да спомнеш за се што ти е на душата. Така, Јента Ловен овдека е норвежаните се учени од мали нозе да не се истакнуваат, да не бидат подобри од другиот и да не бодат очи на другиот. А кај нас, на пример, општеството каде што пати од социјално, морално и како да се изразам, да не навредам некого, но општеството кај нас, например, е многу поразлично од Норвешка. Сите сакаат да, повеќето луѓе сакаат да бидат видени, сакаат да бидат слушнати, сите имаат право, сите знаат за све. Овдека во Норвешка си го знае и си ќута, доколку го прашаат за мислењето ќе си го каже, доколку нема да напаѓа и да го каже своето мислење. Така да, тоа е Јента Ловено тука. И не, например,
и да имаат пари, не треба да ги покажат тука и на тоа функционира цело општество. Дали се тоа едни од вредностите кои што ти најмногу ги цениш? Секако. Секако. Тоа е една од главните вредности што дека ме интригираше. Не. Како да го... Кој збор? Те заинтересирала и така. Да. Една од главните работи беше тоа, заради тоа што тука да се обратиш на било кого да побараш помош, ќе дојде ќе ти помогне. Но интересна работа е што дури и македонците тука многу повеќе се држат и гледаат да створат некое нивно гнездо каде што ќе може да покаже дека и ние сме некој фактор во општеството. И што многу ми се допаѓа тоа и затоа тераме натака како што тераме со црквата. За црвеното здружение ќе говориме малце подоцна, меѓутоа оној момент што мене ми остана во памета што го кажа на почетокот на разговорот, би сакала да се навратиме на тоа, рече кога дојде во Норвешка мислев јас сум кралот. Така. Но не испадна така. Кои беа тие очекувања ти што ги имаше за Норвешка, кои што се испоставија дека не се баш такви како што ти си ги замислил пред да дојдеш? Кога дојдов во Норвешка, првото нешто беше, јас имам магистратура финансово право и финансии, направен факултет во Скопје и мислев дека работите мене ме чекаат, но како што почна фин, како што зборевме, никој не ти враќа. Се јаваш по телефон и никој не те познава и сватив дека тука да функционираш во општеството ти требаат контакти и треба да се етаблираш во општеството. Без контакти потежок е трудот или мораш да почнеш од почетоци и мораш да одиш напред и да гураш. Заради тоа така беше се наместија работите кај што ќе морав да прифатам работа во ресторан. Но не се каам заради тоа што многу брзо напредував таму. Увидоа дека има и квалитети помеѓу тие луѓе што работат, зашто во ресторанот кај што работев сите што беа странци, правиме луѓе претежно од Балканот, се тие што работат по ресторани, грци, албанци, турци, романци, пољаци и меѓу нив има луѓе што се со магистратури, со докторати, но ради тоа што не го знаат јазикот и немаат контакти овдека, не може да просперираат. А норвежаните се од тој дел малце како позатворено општество што си ги примаат само нивните луѓе и нивните другари и нивните пријатели на работа. Сега треба да оствариш контакти за да може да видат дека има квалитети надвор од тој круг. Да го видат потенцијалот. Така е. Да, интересно ми е што го потенцираш ова, бидејќи тоа беше мојата помисла на почетокот кога дојдов тука, дека да, ова е запад, тука работите функционираат на поинаков начин. Меѓутоа со сите овие години, како што изминуваат до годините, така гледам дека поприлично работи има кои што се исти, како што се во Македонија, така и тука. Треба да имаш контакти, треба да има некој кој што ќе каже за тебе. И веќе кога ќе преминеш вратата, кога ќе го направиш првиот чекор, тогаш навистина и со квалитет ќе останеш во таа фирма и ќе напредуваш и ќе биде ценето и твоето мислење и твојот удел како работник. Меѓутоа, преку праќање CV баш и не оди. Ја пак би кажал, точно е тоа, би кажал секој со својата среќа и пак би напоменал дека е малце потешко така да без контакти, без познавање. Дури и стан да добиеш, станот што го добив јас, имав човек од Ставангер, му благодарам премногу, што гарантираше за мене и каже дека сум живеел во Ставангер кај него како препорака, за да може да ме примат за станот.
Зашто тука и стан не можеш да изнајмиш, без разлика дали имаш ти 3 кири да даеш унапред, не ти дава доколку немаш препорака од претходен стан кај што си рентал. Така да беше, почетоците секогаш тешки, но фала му, пак ќе кажам уште еднаш, на Бога се отвара патиштата, се отвара работите онака како што идевме по чекорите, што многу ме радува. Како ти изгледа денес животот во Норвешка? Задоволен ли си? Ете, да речеме, тој социјален аспект во однос на дружби, контакти? Искрено презадоволен сум, успеавме да си го створиме ние скопскиот живот во Норвешка, каде што идеме по утакмици заедно, идеме на скијање, гледаме разни спортови, се дружиме, идеме по кафани. Тоа е скопскиот живот. Тоа е тоа. Почнуваме сега нешто голф исто да играме и така. Значи сепак одите малце и се понорвежанувате. Па мора, како кажав, влези во селото и прати ги обичаи. Ако норвежанецот си нашол патерн дека треба скијање и голф да се игра, па сега и ние да пробаме да видиме дали ни одговара на нас и тој е спорт, така да има дружба и гледаме да се дружиме меѓусебно повеќе, но исто би напоменал дека дружбата е пак помеѓу нас македонците и нас балканците, отколку со норвежаните. Два различни света сме по мајндсето што ќе го видам на норвежаните, од моје лично искуство, и дека повеќе ни иде самото разбирање, самата дружба ни иде повеќе со балканските народи. Врти сучи, пак ќе си се вратиме кај нашите. Точно така. Што е она што најмногу ти недостига од Македонија? Велиш, ете, си создадов скопски живот во Осло, меѓутоа сигурно има некои работи кои што баш и не можат да се импортираат. Иако имав дека бурек, ја би рекол бурек највише ми фали. Не е тоа. Бурекот е едно од работите што прво нешто што идам у Македонија јадам и си имам неколку места кај што сакам да пробам и добар симит, но секако фамилијата би рекол дека ми фали, но многу често се они тука, ние често сме доле, се гледаме и нормално дека живееме у две различни земји, но сепак семејството кое ќе види каде живееш и како живееш, им се си миња камен од срцето на родителите, поготоа првиот пат кога дојдоа моите родители во Норвешка, се смирија буквално кога кажа па и разбираме зашто си дошол тука, кој ќе видат каква е Норвешка у компарација со Македонија. И нормално. Доаѓаат пријатели на гости, сега имав ја гости, братучет ми беше дојден во мај. Така да стално имаме некој што ќе ни дојде, што ќе се видиме и тоа недостигање на фамилија го надокнадуваме со или они ќе дојдат или ние ќе отидеме таму. Дали си носталгичен вака по природа? Не, искрено не сум носталгичен. Јас уште од првиот месец почнав да чувствувам дека сум дома во Норвешка. Буквално чувствував дека ова е местото за мене, заради тоа што Норвешка како земја многу ме смири и баш со сопругата го разговаравме тоа, ќе створиме наше место, наш дом, потполно сами од почеток, така да не сум носталгичен. Кога би отишол доле у Македонија, почна више у последние неколку пати да се случува да морам да си размислам, уште толку и толку дена се враќам дома. А сепак сум живеел 30 години во Македонија. Но тука го чувствувам како дом. Значи дојде до тој момент, иако не си премногу долго тука, дојде до тој момент да чувствуваш дека домот ти е на норвешко тло. Точно. Животот си тече тука имаме работа, тука имаме живот, тука функционираме, градиме исто, како што кажав, едно јако комјунити, сакаме македонско да изградиме и
го живееме животот овдека во Норвешка поинаку него во Македонија, заради тоа што исто сопругата знае да ми каже кој ќе се спуштам по скалите на аеродромот у Скопје, вика се менјаш за 180 степени. И пробам да ја објаснам дека за да преживееш доле не можеш со норвешката култура да обстанеш доле. Мора забрзано дишењето мора да биде. Да, мора да биде забрзано дишењето и така да сакаме да се вратиме во оваа нормала тука. Ја спомна комјунити, Така. значи некое наше македонско здружение. Ајде воопшто не те прашувам ништо, кажи си. Кажи се за црковното здружение Света Петка. Океј, вака. Можам да кажам дека имаме отворено црквено здружение и многу ми е драго што за прв пат во историја на Норвешка имавме литургии организирани на македонски јазик. Првото беше 2023 во јануари за Бадник и за Божиќ. И во моментов броиме 700 членови на црковното здружение како парохијалци и идеме со полна брзина напред. И сакаме да изградиме една добра иднина за идни поколенија, идни генерации. Што тука, например, државата ти овозможува да го направиш тоа и не помага со секој член што го имаме во здружението. И ние на тоа гледаме да вратиме на народот исто. Покрај црквата отворивме и македонска школа, училиште за македонски јазик и веронаука, каде што децата од македонците учат таму и ние го покриваме целиот трошок на наставничките. И што повеќе би ти кажал за ова, можеш слободно да ме прашаш. Те поприлично активни тие литургии ги има за Великден, за Бадник. Се негува таа наша традиција и секако со акцент на верата. И велиш, норвешкото општество е отворено. Вие добивате поддршка практично за секој член во црковното здружение. Меѓутоа, тие пари не се некоја баснословна сума. Треба вие и на друг начин да успеете да соберете средства со кои што ќе може да ги направите сите тие ваши идеи и проекти. И ги спомна литургиите, секогаш доаѓа поп од Скопје. Или не од Скопје? Мислам дека од Скопје, нели? Не, поп од Македонија доаѓа. Да, но последни неколку литургии ни доаѓаше поп од Скопје, претходно од Кочани и така. Како сте задоволни од одзивот од македонците? Имам чувство дека некако многу повеќе не има во последниве години, дали бидејќи имајте такви здруженија каде што се среќаваме и гледаме дека постоиме, учиме едни за други, или можеби е така, немаме, не знам ти дали поседуваш некои информации за тоа колку сме тука во Норвешка, македонци, меѓутоа мислам дека преку амбасадата немаме некоја конкретна бројка. Точно, убава забелешка што имаш приметено дека сме повеќе и повеќе. Миграцијата во Норвешка станува да биде многу попопуларна него порано. Ако ние направиме една компарација со Шведска, Шведска кога славеше 50 годишнина од отварање на црковната заедница, ние тоаш ја отваравме. Значи 2023 ние кога отваравме 50 години славеше Гетеборг како црковна општина. И миграцијата тука почнува се почести и почеста да биде, но исто така луѓето што доаѓаат овдека доаѓаат више како етаблирани личности од Македонија и работат на високи позиции. Поготово во медицинскиот сектор имаме многу наши успешни луѓе. Исто така во IT секторот имаме луѓе што мигрираат во Норвешка и точен број
колку сме, има некоја шпекулација дека сме околу 2-3 македонци низ цела Норвешка, но во моментов ние сме 700 членови во црковната организација. Исто така, не можеме никош да го знаеме точниот број, заради тоа што многу луѓе доаѓаат со различни пасоши. Некои се со бугарски, некои се со унгарски, со хрватски. Тие се најчестите пасоши што ги поседуваат македонците овдека. И зборам како македонци православни. Но исто така има многу број на македонци албанци што се овде. Тие се негде околу 6-7 милијади, некој таква бројка имам слушната од амбасадата, но не е потврдено и не можеме точно да знаеме бројката. Покрај твојата поврзаност или конкретна вмешаност во црковното здружение, си активен и во Стопанската комора. Да. Нешто во врска со тоа? Да ни откриеш како воопшто функционира Стопанската комора исто започна не толку одамна. Јас сум член на управен одбор исто таму во Стопанската комора, Македонско-норвешка Стопанска комора. Целта на Стопанската комора е да се изгради некој мост и да се помогне македонската економија со норвешките фирми тука и меѓусебно да разменат информации и ноу-хау искуства. И тоа е ново нешто што започна. Сега имавме прв пат испратена делегација во Скопје пред 2 недели. Јас бев во Италија преку црквата на Европската епархија, а другиот дел што се од Стопанската комора, таму сме во мешан состав, каде што имаме неколку албанци, неколку македонци сме и имаме и неколку норвежани во управниот одбор. И беа за прв пат во Македонија како официјална делегација, се сретнаа со стопанските комори таму и со министри, така да остварен е првиот контакт и сега понатака ќе почнеме да работиме интензивно на зачленување на нови фирми норвешки, спојување, организирање на саеми, организирање на евенти, за да можат да полесно да искомуницираат тие две земји. Дали станува збор за спроведување на заеднички проекти или? Не е само за заеднички проекти, него повеќе како конекција помеѓу фирмите двете преку нашата Стопанска комора да оствариме контакт, например, доколку има некој што се бави во специфична дејност, да можеме да му најме компанија од овде и да може да стапат во контакт, па да разменат знаења, па можеби од Норвешка да помогне некако да инвестира во инфраструктура во Македонија, па таму да префрлат фирмата од тука. И обратно, можеби некоја македонска фирма би сакала во Норвешка да инвестира и да направи тука фирма и да отвори да вработува норвежани. Но мислам дека миграцијата би идела повеќе на кај Македонија како поевтин пазар за норвежаните. Да, зборуваме во однос на платежна моќ. Точно. На норвежани, висина на плата. Така. Океј, значи Владимир велиш, тука ми е домот. Так. Тука се чувствувам дома. Дали можеш самиот на себе да приметиш одредени работи кои што си ги примил од норвешката култура, нешто што ти станало твое, а претходно не било? Точно. Смиреноста е една од главните карактеристики што сум многу посмирена личност, што не бев во Скопје, бев цело време оган. Тука сум многу посмирен, посталожен. Можеби тоа доаѓа и со годините, исто не знам. Така да можно и тоа. Тешко е да се каже. Ама пак кој ќе се спуштам по скалите од доле, пак може да се врти на кај воздухот е друг. Можно и воздухот е друг. Тоа дефинитивно е друг воздухот, но една од главните карактеристики е таа. Многу сум повеќе разбран за другите националности, многу сум повеќе разбран за другите луѓе и пробувам да бидам што све повеќе и да помогнам на луѓето и да не гледаме од тој себичен аспект што имам јас од тоа. Него тука од норвежаните што имаме попримено е
што можеме ние да направиме подобро општество за утре и за наредни генерации. И тоа многу ми се допаѓа кај норвежаните, затоа и ние го работиме целиот проект тоа со црквата и со стопанската комора и гледаме да направиме подобро утре и исто така да покажеме ние како македонци дека имаме и ние квалитет. Дека ние не сме трета светска земја како што многу луѓе знаат да не гледаат од страна. И тоа би рекол дека се клучни карактеристики, зашто имаме многу да научиме од нив, но исто така и норвежаните имаат многу да научат од нас. Што е тоа? Многу работи би научиле и они од нас. Овдека е сведено на индивидуализам, што кај нас немаат, например, фамилиите овдека немаат чувство на конекција, немаат чувство на сближеност. Исто така немаат поштување према Бога повеќето од нив. Значи голем број процент на норвежани не веруваат во Бог. И тие се клучни работи што они би можеле да ги научат од нас. Имаат родители, например, што ги ставаат во домови и никогаш не ги гледаат родителите. Гледаат да бидат, пак како што кажав, ќе се навратам на индивидуализмот и да не им се наруши нивниот мир. Значи, денеска можно е да ти каже нешто и да ти вети, но ако не е ставено на лист хартија, не ти важи ништо. Можно е да си го смени мислењето и тоа е норвешкиот начин на живот. Но кај нас, кога ќе кажеме нешто и кога ќе даеме збор, образот е тука, се уште постои тоа кај нас и една како клучни вредности, тоа би го оставило исто. Кои карактерни особини, кои што се баш македонски, си ги задржа? Упорноста. Упорност и hard work, ако може нешто да се каже. Норвежаните тука ми викаат, имаш ти, Владимир, у тебе дрифт крафт. Тоа е како движечка сила што кога те влече нешто, влечам за 10 луѓе. И тоа многу пати ми го кажале норвежаниве дека тоа ми е една од као главните карактеристики, зашто кога идам 200%, не идам половично, не идам. А они се, например, различно од нас, они одат половично, ако можат да забушаваат, ако можат да ескивираат, можат денеска да не дојат на работа, ќе направат да не дојат. Убаво било времето, сонцето, денеска ќе се јави болен да дојде и така да тоа. Ние, например, и болни со температура идеме, газиме, нема гајме. Така сме научени од мали нозе и тоа е... Тоа е тоа што не карактеризира. Так. Владимир, ти благодарам за овој муабет. Се гледаме повторно на некои од ивентите што ги организирате со црковното здружение. И за крај би те прашала дали е нешто што дали има нешто што денеска го немаш во Норвешка и би сакал да го добиеш? Искрено, секоја вечер му благодарам на Бога за се што имам во животот и дека искрено не можам да посакам нешто што немам. Се би кажал дека ми е исполнето и фала му на Господ за се што имам. Фала ти на убавиот муабет. Ти благодарам на тебе, ти благодарам на поканата. You should call the police. No, I